Дали има насобрани граѓани? Нема. Токму веднаш по полициската акција, откако полицијата го засили огнот и откако пукаше на се што пукаше кон полицијата, веќе се разбега толпата и толпата се сокри по околните куќи или станови, онамо од каде што, мислам, и дојде. Полицијата трага по тие демонстранти, по тие учесници, по поттикнувачите на безредијата и мислам дека засега според нашите информации од овде во тие приведувања има добри резултати. Еве, Колега Богатинов, да? Да, последната бројка е, како што ме информираше колегата Емил Јовановски, дека некаде околу 400 припадници, односно на малцинството, албанско малцинство кој учествува во безредијата, се веќе приведени во подрачната единица на Министерството за внатрешни работи. Колега Богатинов, од соопштението на МВР беше дека градоначалникот на Гостивар Руфи Османи доброволно останал во просториите на собранието. Дали вие имате информации каде се наоѓа сега градоначалникот на Гостивар? Да, според моите информации, мислам и јас се упатив во зградата на собранието на Гостивар, лично го видов градоначалникот. Мислам дека тој сега ќе биде приведен, приведен е и не знам дали не добив информација, бидејќи сите информации официјално доаѓаат од Скопје, нели? Да. Не би можел да кажам сега дали доброволно или не, бидејќи не можев да контактирам со него. Добро, и чим немате конкретна информација, ви да не шпекулираме. Мислам како што се вели во информациите од некои од информациите на Министерството за внатрешни работи, овде од припадниците, дека би требало да биде испратен во Скопје или да биде, мислам, во секој случај под присмотра. Колега Богатинов, да? По проверувањето на информациите, еве и за тоа ќе информираме. За сега ви благодариме за јавувањето. Добро, пријатно. По акцијата што не цели 2 часа по полноќ ја спроведе Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, а за снимнување на знамињата во согласност со законските прописи, ситуацијата во Тетово е мошне мирна. Таква беше ситуацијата не само во Тетово, туку и во другите новоформирани општини, каде во текот на целиот ден не беа забележани нарушувања на јавниот ред и мир. Со тоа всушност доследно е спроведено решението на Уставниот суд на Република Македонија, со кое се укинува незаконски донесената одлука на Советот на општина Тетово, а во врска со истакнувањето на албанското знаме, што своевремено веднаш беше реализирана во практиката. На сите пристапи во Тетово впечатливо беше присуството на вооружени специјалци кои ги контролираат сите возила. Денеска сообраќајот на улиците околу зградата на општина Тетово беше блокиран. Овде имаше и повеќе оклопни и други возила на Министерството за внатрешни работи и вооружени специјалци, како и 2 противпожарни коли од Скопје. На влезот од зградата на општина Тетово имаше крш од стакло и други предмети, а градоначалникот Алајдин Демири и секретарот Бедредин Ибраими беа изненадени од декорот и од оштетените врати и инвентар во канцелариите, кога утрото пред 7 часот дојдоа на своите работни места и должности. Денеска не само тие, туку сите служби и оделенија во собраниската зграда во Тетово не работеа. Во врска со споменатите збиднувања во Тетово, пресконференција одржа ДПА, на која говореше председателот Арбен Џафери. При тоа истакна тој дека начинот на спроведувањето на решението на Уставниот суд на Македонија од страна на полицијата, како што беше речено, е без преседан и представува брутален упад. Беа соопштени имињата за наводно притворени и приведени 5 члена од оваа политичка партија, меѓу кои, како што беше речено, се и портпаролот на ДПА Ернет Фейзулаху од Тетово и градоначалникот на општина Гостивар Руфи Османи. Нешто околу 18 часот контактиравме со лидерот на Демократската партија на албанците Арбен Џафери и со градоначалникот на Тетово Алајдин Демири. Еве што изјавија тие. Во штабот на ДПА се обидуваме да смириме ситуацијата. Ситуацијата мощна, напната, полицијата неконтролирано делува и пука врз граѓаните. Мислам дека сета оваа ситуација производ на една несмотрена акција на полицијата која сакаше на брутален начин да ги реши некои политички проблеми.
Ние се обидуваме и успеваме, јас би рекол, да смириме ситуацијата, делуваме во народот, ги повлекуваме од тие линии каде се можни конфронтациите со полицијата, но можностите се толкави. Ступивме контакти со институциите други во Македонија и сметам дека овој проблем може да се реши само политички, никако друго. Се обраќам до сите граѓани на општина Тетово. Сакам да се однесуваат и сметам дека треба да се однесуваат хладнокрвно и да не потпаднат на влијание на провокациите на состојбата актуелна во Тетово. Сметам дека нападната е локалната самоуправа и дека тоа политички ќе го решиме со централната власт. Апелирам на хладнокрвност, на трезвеност и да не се подгрева ситуацијата. За денешните настани во Тетово и во Гостивар во Собранието на Република Македонија информираше министерот за внатрешни работи Томислав Чокревски. Како Министерство за внатрешни работи вршиме една државна функција за заштита на македонската држава, заштита на интегритетот на територијата и слично, што е со некои активности од страна на тој албански субјект кој што има своја позиција во локалната самоуправа и кој што покажува намера да биде не во рамките на целокупниот државен систем, него да делува засебно и дури да не ги прифаќа решенијата на целокупниот државен систем. Не може да постои ни една држава ако одредени сегменти во таа држава не се спремни да ги спроведуваат решенијата, законите кои што на еден определен начин во парламент, преку извршна власт и други институции се извршуваат во државата. Тука, по моје мислење, имаме класичен пример за откажување на вршењето на функциите во одредени локални самоуправи, кај што се овие албански субјекти на власт. Овде во парламентот се донесе и закон, меѓутоа се донесоа и одлуки на Уставниот суд. Ние, сега ќе изнесам кратко хронологијата, апсолутно бевме и сме во една законска функција да извршиме одлуката на Уставниот суд и одлуката на раководството на МВР беше денес во раните сати, точно после донесувањето на законот, али акцијата не ја врзуваме моментално со законот, да извршиме на акција во која што ќе избегнеме поголеми непријатности, сукоби, ќе дадеме можност да се нормално разреши проблемот. Службите на Министерството за внатрешни работи, пред се полицијата и другите служби, ја извршија таа задача, се бајле во 3 сатот и симнаја знамињата и запоседнаја тие места за да не дојде до повторно, така да кажем, повторување на таа појава и сето тоа траеше до некои рани утрински часови, 7-8 сатот, кога почнаа да се организираат протести заради симнувањето на знамето и во текот на денешниот ден имаше повеќе така појави во кои што проблемот ескалираше до нежелени размери.